Почитувани, добре дојавте. Првата премиера на театар комедија во 2026 носи силно и лично прашање. Кој сум јас? По текст на Митко Чешларов, во режија на Наташа Поплавска, со Благица Трпковска Јоковиќ и Благој Веселинов меѓу другите во улогите што ја отвораат дилемата за идентитетот, вистината и лицата што ги носиме пред светот. Дали денешниот човек знае кој е или само игра разни улоги? Да си кажеме за една од представите што ќе одбележи престојната театарска пролет. Во студиото на Телма се режисерката Наташа Поплавска и актерите Благој Веселинов и Благица Трпковска Јоковиќ. Добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдов. Поплавска, зошто токму оваа представа ќе биде првата премиера на театар комедија во 2026 година и каква порака сака театарот да испрати со тоа што тргнува со текст на македонски автор, со Чешларов? Долго време ние се трудиме да ја поддржиме македонската драматургија. Годинава решивме да не само што ќе започнеме, туку ја посветиме целата година на македонски автори. Така што оваа година јас го работам Чешларов и текстот кој што првично беше наречен "Кој сум јас" во твоите песни, потоа го стана за мене поважно "Кој сум јас", прашање за кое што, како што најавивте, важно. Потоа ќе работи Јане Спасич, тоа е исто така комедија на наша авторка Ева Камчевска, што е прилично важно и тоа е таа порака која ние оваа година сакаме да ја испратиме, дека македонската драматургија треба да се поддржува, авторите и не само млади, него и авторите, туку и авторите како Чешларов кој прв пат пишува драма. Важно е да се поставуваат на нашите сцени. Она што исто така комедија годинава, особено важно е Евродрам, каде што се поканати преку 30 земји и членови кои што пишуваат и текстови драмски се преведуваат, што е исто многу значајно на регионот. Така што е комедија годинава, ете, таа порака што ја испраќа, да се поставуваат и работат македонски автори во нашите театри. Исто така е отворена комедија за соработка со млади автори, млади режисери, млади глумци, така што во оваа представа како што нели е нашата, да кажам, идеја, ги отворивме вратите за уште 3 нови млади актерки, кои што ќе бидат дел од мојата представа, нашата представа сега. Имаше голем интерес на аудиција, се пријави повеќе? Да, беше интересно, беше лимитот до 35 годишна возраст, затоа што сметавме дека е важно да запознаеме нови актерки, да видиме оние кои што не се вработени, кои што би им нели била шанса и можност да соработуваат со искусни тимови. И на моја среќа навистина беа 35 кандидатки, сите со своји таленти. За мене како жена автора е особено важно што гледам силна женска снага на сцена која што доаѓа и од нив успеав да одберам 3. Тоа се Мина Јелушич, Ана Грамусли и Изабела Екимова. Така што покрај, како што кажав, отварање на врати на авторите, важно е да се отворат вратите и на младите колеги глумци. Добро, кој сум јас, наслов што звучи едноставно, но отвора сериозно екзистенцијално прашање. Што е, зашто станува збор? Лична приказна, општествен контекст или некаква филозофска димензија носи представата? Знаете како, делото на Чешларов носи една филозофска дилема, а тоа е кога еден уметник или автор, во случајот поет, пишува кога делот, односно уметничкото дело станува, кога е лично, кога станува јавно, односно кога веќе не е твое. И тоа се прашања кои секој уметник се прашува. Дали јас ова го создадов, како што тој се прашува во своето дело, дали јас ги создадов своите песни или тие ме обликуваа мене, што е едно филозофско прашање, кое што, да кажеме, за комедија е проблематично. Затоа што комедијата е еден исклучително тежок жанр, да не кажам најтежок жанр, затоа и многу тешко се пишуваат комедии денеска воопшто во светската драматургија.
да најдете добра комедија, така што ние од таа филозофска мисла ние мораме да преточиме, односно да ја ставиме во она што се вика сега и овде, да вметнеме проблем со кој што нели ќе се занимаваме. И од таа причина ние делото сега во моментов сме во фаза кога драматургот Марија Сарап од Црна Гора го заедно со нас во оваа фаза на почетните проби се драматизира за да добие она комедија, во случајов ќе биде комедија гротеска, во која што ние ќе го искреираме ова дело и ќе ги поставиме прашањата и публиката ќе може да види многу плејада на ликови кои што ќе се играат, па ќе можат не само ликовите кои што можеби ќе се запрашаат и публиката ќе ги отворат прашањата, ќе одговорат, ќе видиме натаму. Премиерата е предвидена за 27 март, денот на театарот. Има доволно време за, ете како што рековте, едно филозофско прашање да се преточи во гротеска за да успее да ја насмее публиката, веројатно. Филозофско прашање да премине во Па знаете како мора секогаш да се, кога се создава за да едно дело, кога рековме колку комедијата, нели, комедијата е својата сериозност и односно да допре за да може да разбуди публика или да освести или да заголица да праша, нели мора да има еден општествен контекст. За да има, да кажам, една вертикала. Не е доволна само лична приказна, сакам да кажам. Вие морате да го ставите во проблем кој што публиката ќе го препознае. Ќе биде близок до оние што ја гледаат представата. Да, особено бидејќи станува збор за идентитетско прашање, кога секој поединец веројатно се прашува кој сум јас и талка по сопствениот идентитет, а веројатно и како држава, како нација, кога имаме некои прашања околу националниот идентитет, кога не сме тука докрај расчистени сами со себе. Во ред, Благој, како дојде до ваше вклучување во овој проект и колку е важно ова вмрежување меѓу актерите од различни театри? Прво гостување како член на ансамблот на МНТ во театар комедија или? Второ гостување во комедија. Имаме и една представа која што не е комедија, која што играм на мала сцена во театар комедија. Инаку до соработката дојде преку Наташа Поплавска, со која што со години се познаваме, се дружиме, што на представи, што приватно. И секоја наша средба била проследена со многу смеа. Многу сме се радувале заедно. И од секојаш постоела таа потреба и од моја и од незина страна сме си ветувале дека еден ден ќе дојде тој моментот кога ќе соработуваме. Така. И во овој момент, ете, на среќа дојде и тој ден кога јас Наташа ме покани да бидам дел од незината нова представа. И јас прифатив и еве сум сега во втор проект, во втора представа комедија, во театар комедија. Во МНТ сте еден од најангажираните актери и играте речиси во сите представи кои се на репертоарот, но како имате искуство со комедија до сега? Како се снаоѓате на сцена со кога треба да биде нешто смешно? Па во принцип мислам, јас го гледам тоа како едно исто. Мислам, секогаш ако имаш добар некој режисер кој што ќе те води, секако дека можеш да пројдеш преку процесот, дали е трагедија, дали е комедија, во однос на тоа како ќе се разработи самото дело и како ќе го изведеме на крајот. Мислам дека не ми е сакам, не сум работел многу и ете сега имам веќе втора прилика, па ќе видиме. Добро, веројатно за глумците е исто, меѓутоа за режисерот е нели поголем предизвик, бидејќи нели рековте комедијата е најтежок жанр, најтешко е денес да се насме искрено, да се излечи искрена насмевка на публиката. Благица, каков лик толкувате вие во представата? Зашто всушност се работи? Нешто може ли да откриете повеќе за кој сум јас? Вака, не би откривала премногу, бидејќи сега во моментов се наоѓаме во првата фаза, да кажам, и во креирањето, доработувањето на текстот. Сите од нас, секој од нас ќе игра повеќе ликови, така да сега сме уште во фаза и на истражување, на конкретизирање на нештата, се бавиме и со откривање на стилот во која насока ќе оди представата. Тука сакам да споменам дека работиме и со Ирена Лозинска. Она е задолжена за кореографијата и за да не одржи во добра форма. Доста ќе работиме и на движења, што ми е посебно драго, бидејќи го сакам тој театар, физички театар, го милувам.
Така да ќе биде некоја фина комбинација од некои работи. Немаме се уште, знаеме дека Благој е главниот, он е поетот. И он ќе игра повеќе, кој сум јас. Секој во нас има можеби повеќе кој сум јас, дали во различна фаза од животот или како и да е. Така да секој од нас ќе игра повеќе ликови, така да не би откривала превише. Сте соработувале порано во овој состав со Поплавска како режисер? Со Благоја немам соработувано, се знаеме вака како колеги од факултет, од театрите. Со Наташа имаме работено далечната 2008. Господја министерка работевме во МНТ, тогашен театар Центар, во истиот објект, да, на истата сцена, тоа им беше прва соработка. И потоа се префрли, кога се отвори новиот театар, се префрли во новиот објект и таму игравме. Некои колку? 150, 200? Па преку 300, да, на 250 се сеќавам понатаму. Не се сеќавам веќе. И од тогаш се немаме сретнато да работиме, па така да сега е повтор. Добро, и сега кога работите, како рековте, на преработка на текстот на Чешларов или на подготовка на представата, веројатно се дискутирате меѓу себе како тим, колку денешниот човек е растргнат меѓу идентитетот што го чувствува и што го живее и оној што треба да го представи, особено на социјалните мрежи, каде што сите се јавни личности, каде што секој може да биде различен од она што навистина е. Па знаете како, уште во як би почнала, бидејќи се занимаваме со театар, уште од комедија дел'арте, или поточно би рекла од креирањето на маските. Зошто? Нели маска е сега, ние сме театар, имаме маски, две, нашата е оваа насмејаната. Меѓутоа, ако сте приметиле, например, во сите тие плејада на венецијански маски има една со 3 лица маски. И тоа е во суштина едното, така сите ние, секој од нас има 3 лица. Едното лице како ние сакаме да не доживуваат јавноста, другото лице како јавноста не доживува нас и третото е какви сакаме да бидеме. Значи, во суштина, секогаш 3 лица што си ги носиме, а уште милион што ќе ги играме. Замислете некој човек кој работи работа што не ја сака. Значи, има пуно такви. Ние сме едни од срекните, јас тоа го сватив во минатата година, која што ја почувствував за една тешка година генерално во нашава земја. Имавме тешка пола година со сета несреќа која што се случи во Кочани. Еве, Благој од Кочани, ја исто имам кочанско потекло по мојата баба. Така што во тоа време сатив колку ние сме, да кажам, на еден начин привилегирани со самото тоа што работиме прва работа што ја сакаме, што можеме тешките проблеми да ги изнесеме преку театар, преку комедија или преку трагедија, sejedno, нели, да на некои луѓе, иако може би звучи преутопистички, меѓутоа на некој начин им помогнеме барем тие час и половина да бидат негде и да бидат тоа што се, навистина, затоа што ти во тие час и половина, кога гледаш нешто, ти немаш фокус да го преправиш своето лице, ако навистина тоа што го гледаш те обземе, нели? Ако фаќаш телефон, значи тоа што го гледаш не е доволно добро. Јас се надевам искрено дека ние ќе направиме представа која толку ќе обземе публиката што нема да има момент на досада за да им иде. Затоа што кажа Благица, се трудиме да го најдеме јазикот на представата. Оти комедија постои, нели, повеќе жанрови, гротеска, фарса, така што комедија француска или од кое време, значи жанрот точен да го најдеме со кој што ние ќе се изразиме. Да, може би вие како театарски уметници сте привилегирани или како реков срекни, бидејќи си ја работите работата што ја сакате и веројатно таа игра со маските не ви е туѓа, а јас се прашувам дали тие 3 маски од Венеција што ги спомнавте се доволни во ова време на технолошки развој, дали може би повеќе маски му требаат на денешниот човек, дали во текот на кога дискутирате за представата, лично нешто ве инспирираше некој момент за да си го поставите прашањето кој сум јас? Или, например, за актерите прашање, дали е потешко актерот емоционално да се разголи, да се соблече, или пак да биде
убедлив или да се сокрие, ако сака да се сокрие. Да го сокрие ликот или да го разголи ликот. Зависно од тоа што е договорот со режисерот, што бркаме, мислам. Двете работи функционираат. Тоа што го кажа Наташа, нели, дека тие три маски се основа на нештото, а секако дека во денешно време со технокрација и со се што имаме се случуваат милиони, дури и лица кои што ние не ги препознаваме. Се појавуваат нови концепти, нови конструкти на тоа како што значи да се биде смирен, да се биде насмеан, да се биде среќен. Така што мислам предпоставувам дека во нашава представа ќе треба да се содржи ова целово што го зборуваме сега, да ги има, да постојат сите тие нијанси на Па да не збориме за денешнава можност преку социјалните мрежи, што ги спомнавте, да играме милион ликови. Ние знаеме, јас познавам блиски луѓе до мене на моje изненадување кои што сум се шокирала кога сум видела како ја го злоупотребуваат, нели да кажеме Фејсбукот или Месенџерот. Кои сме таму, а кои сме вистински. Да, и прилично брзо имав, нели, шокантно сознание од мои блиски луѓе кои се тие заправо. Така што и знаете како што е интересно, кога ти осознаваш некој друг лик од некој близок, тогаш се прашуваш кој си ти. И затоа е представата, мислам секоја представа е добра кога некое прашање се отвара тамо, како во случајов кој сум јас. Се надевам дека ќе допринесеме преку комичен начин, преку нашите, да кажам, негативни особини, да стигнеме до себе си, публиката кога ќе си замине, ако не во моментов, се прашат и искрено си одговорат кои се и го живеат животот на тој начин, посрекено и понасмеано. Јас би додала, според мене, доколку знаеме што сакаме да кажеме, доколку режисерот си го знае концептот и ние тука тоа, ако ни е јасно, нас, на актерите, ни е олеснат патот кон тоа да си ја соголиме душата. Да, секој пат ја соголуваме душата на сцена и тоа е вистинското. Ако не го направиме тоа, не сме направиле ништо. Не треба ни да стоиме на таа сцена. А секојдневно се наоѓаме во ситуации каде што, еве, јас лично во текот на едно деноноќе јас играм повеќе улоги. Од сабајле кога ќе станам, имам едни обврски, на едно место сум каде што треба така и така да се однесувам, после се среќам со некои други обврски, други луѓе, а на сцена ние имаме таа привилегија некако да си поиграме со сето тоа. Додека во животот ни е тоа малце посериозно, на сцена ние да си поиграме. Тоа е убавото во нашата професија, што имаме таа привилегија и да си поиграме. Да си бидеме деца, цел живот да си бидеме деца, да си пробуваме работи и да откриваме плюс работи за кои што може би ги знаеме, ама не се свесни во нас. Така да ако имаме добра соработка со режисерот кој знае точно што сака, се откриваат многу работи и за нас самите. Еве режисерката вели ќе направите представа со која се надевате дека на публиката во ниеден момент нема да ја види здодевно, да посегне по телефон или да помисли на нешто друго, туку ќе ви изгледа во еден здив. Што сакате гледачот кога ќе заврши представата да понесе со себе кога ќе излегува театар комедија? Дали треба да излезе насмеан и релаксиран или треба да излезе со некои прашалници и да си го постави и тој прашањето кој сум јас? Па и тоа, според мене. Нека ужива за време на представата, нека се насмее, ама би било фино ако завршиме така добра работа да и го замислиме, да и кога ќе отиде дома се подзамисли. И во најсериозните работи и во животот се и најкомичните ситуации. Ние ќе се потрудиме тоа. Колку и да е сериозна ситуацијата, и на најтажните моменти во животот се случуваат комични ситуации. И заправо тука и се раѓа комедијата кога маните, дали се општествени или лични, ќе ги изиграш. Тука и во тој момент се и лечиш, како да кажам, театарот има и исцелителска моќ. На некој начин, значи, театарот е ритуал кој што помага, постојат психодрама, да не навлегувам во психологијата, значи се користи театар и за лечење на психијатриски случаи, така што театарот е навистина ја содржи таа, да кажам, лекувачка моќ. Што ние што се лечиме и публиката се лечи. Се позитив на Чарли Чаплин. Животот е трагедија
крупен план и комедија у тотал. Значи, на тој што му се случува, нели, моментот несреќата кога ќе го погледнеш како го боли, се трагедија, али некој што гледа од страна, тоа изгледа смешно, така што е и тоа некако дел и мислам секако дека овој техничкиот момент го самиот текст го осети, самите ние го осетивме многу брзо и го вклучивме у самиот процес. Значи ќе бидат тука присутни и мобилни телефони, и социјалните мрежи, и се она што е дел од 21 век, 2026 година. Имате ли чувство или вашата лична перцепција која е дали денес театарот има храброст директно да поставува непријатни прашања? Да отвора и болни теми? Да, јас мислам. Или се прилагодуваме на потребите на публиката, на потребите на институциите, на можеби на некоја лична цензура или на некоја зона на комфор? Јас себе за Македонскиот народен театар, за театар комедија, двата најпродуктивни театри според мене во државата, можам да кажам дека сме храбри, поставуваме прашања. Поентата е само, мислам дека многу повеќе на тоа да доаѓа колку што е можно повеќе нова публика за да може да ги слушне тие наши забелешки, тие наши заклучоци кои што сме ги донеле во текот на процесот и сега се дел од некаква представа. И токму затоа е важно да се вклучат и млади автори и млади актери за да практично млада публика, веројатно. Затоа што ќе отвараме прашања кои што ги боли и младата генерација, новата што доаѓа, затоа што, например, јас имам веќе 55 години. Има генерацијски геп помеѓу мене и ќерка ми која што има 20 години. Така. Мојот проблем не е ист како нејзиниот. Јас не го препознавам во таква мера денешниот. Затоа тој контакт мора да биде близок, нели, и во театарот со таа нова генерација, за да ние ја осознаеме и точно ја лоцираме што е тоа што е нивни проблем денес. Или што би рекол Благој, како што ми рече кога доаѓавме на кај студио, онаа генерација од 84-та до 94-та постои за да не поврзе нас повозрасните со Така, да. Тоа некаде го прочитав како податок дека тие што се родени од 84-та до 94-та се линк со тие што се родени после 94-та и тие пред 84-та. Доколку не би постоеле овие усредина, овие не би можеле да се разберат. Што јас го гледам, мислам, не зборувам сега нели за 100% од населението, секако дека постојат луѓе кои што ги пратат трендовите и текот на времето им е дел од нив, но во поголемиот дел да. Веројатно ќе се согласите со мене дека во ова време на дигитална доминација концентрацијата е куса, особено кај младите немаат енергија, сила, можност да бидат концентрирани подолго време и во таква ситуација кога сакате да привлечете и млада публика и млади актери, како театарот се бори за внимание, односно за концентрација за представа од час и половина или од час спектакл, суштина, битна порака. Сепак живееме во дигитално време и театарот тука има голема конкуренција. Па има, ама мислам дека и се покажало тоа дека е така, доколку има квалитет и добра порака и квалитетен театар, сепак има публика. И мислам дека во ред се следи трендот на новитетите и се тоа. Во ред, но јас сум присталица на тоа да се негува и тој основите на театарот. Ја би рекла тука е важно и не само прво е важно концептот, она што ние го нудиме како театар. Значи, важно е да театарската понуда во театрите биде нели осовременета. Затоа што таа современа публика, како што кажавте, ја викам генерација на еден клик, они немаат трпение да изгледат ни еден филм без да свртат да видат што има на другата, не знам, на Инстаграм кој им пишува во моментов и така натаму. Така што затоа велам, многу е важно се концептите, постановките, какви ќе бидат, а тука голема улога игра и технологијата театарска, значи, односно постојаното вложување, што кај нас за жал е слабо, значи технолошко вложување во театрите, каде што би се осовремениле, да речеме видеопроекција, како изразно средство, јас го користам од 90-ти години. Бев првата во Македонија која што вклучи во Македонска опера и балет, тогашен МНТ, на огромно платно проекција затоа што само они имаат циклорама да покрие,
цело платно, значи тоа е моја алатка во изразно средство во моите постановки, во мојот ракопис го користам видеото како коментар, не само за да ми покрие сценографија, или како што на времето било ринкват платно, кое што се менувало нели за да ја промени атмосферата или каде се наоѓаме. Така што во технолошка смисла, светлата и сето тоа што може да допринесе, исто прави. Вие денеска имате театри каде што цели сцени вака се вртат, се менуваат, публика се шета. Сето тоа и без такви вложувања кај нас во театрите, речи си да нема представа за која има место во театар комедија. Значи публиката доаѓа во театар се уште и покрај тој судир на дигиталната доминација и можноста за кратко внимание. Но се трудиме, еве ја би го спомнала мојот колега Синиша Евтимов, кој што е да кажам мастер of comedy за мене. И тој, да кажеме, во последната представа Аматери е сосема слободен, тоа е за мене една од најсовремените театарски представи што е поставена во ракописот. Значи, дојдете, погледате. Тоа е празна сцена, која што користи прекрасно светло, видеопроекција, актери кои што играат на еден сосема современ, постановката е современа. И таа, верувам, е привлечна и за секоја генерација. Така што затоа велам, сето допринесува, и концептот, и содржината, и се има, не и среќа не постојат се уште хуманоидни роботи кои што може да ги контролираат до тој степен, да може да не заменат. Еве се трудат се. Ќе видиме што ќе биде за 10. Ќе видиме, да, за 10 се уште не, гледате, еве постојат овие што се вештачка интелигенција прави доста видеа кои што ја ги препознавам лично, мислам, јас ги препознавам дека се овак се уште. Добро, рековте имате среќа да работите професијата што ја сакате. За жал во Македонија не се инвестира доволно, еве барем во продукција театарска и во се она, бидејќи сме држава таква како што сме. И генерално имајќи се предвид, среќата на избор на професија што си ја сакате, состојбата генерално каква е целата објективна ситуација во државата, може ли драмски уметник во земјава да живее достоинствено од својата професија или сепак и денес се уште таа страст кон професијата е посилна од условите? Страст. Под Б. Што ве носи на работа? Што ве мотивира да станете и да одите на сцена, на проба, на представа? Мене љубовта кон професијата, знам дека е тоа што го сакам, таа страст, тоа е што сакам да го правам. И се трудам. Подобруваат ли условите низ годиниве или бавно? Се подобруваат. Па се, да. Може би спорете за некои следни генерации, може ќе бидат многу подобри. Па ние да кажеме еве и во театар комедија успеавме да ја се смени, да се смени, еве директор Дарко Спасов успеа последниве години доста работи да промени. Ние сменивме седишта, замислете, после толку години во театар комедија. Сменивме удобно се чиги што се во основа, сменивме врати, значи некои основни работи кај што театар комедија, односно поранешен театар маната на вистина пропагаше. Да не кажам гардероби сменети, многу работи директорот Спасов успеа да промени, да ја смени сликата во театар комедија. Ние сега на вистина имаме, како да кажам, комфорен театар, барем за нас комфор во нашите гримиорни, да се чувствуваме како што треба, затоа што и тоа беше проблематично. Театрот беше пред саморушење, да кажам. Значи, готов беше да пропадне, не имавме дупка на во кров, вака ја седам, режирам и гледам некое светло и викам изгасите светлове, молам изгасите светло, мрак ми треба, викам, а не е од нас, има дупка, значи ние постоевме со дупка на кров да ни тече насред сцена, а имаме рефлектори. Така што тоа све е сега поправено. Добро. И нам наша радост. Заклучокот е, значи, се менуваат работите на подобро, но бавно. Да, затоа се важни, да кажам, и директорите кои што се лидери на театрите. Нали, многу е важно кога ќе се вложи да не се очекува само од Министерството за култура. Значи, нашиот директор најде средства од друго место. Па именото имаат добри директори кои си работат. Да, доста продуктивни сме, да ти кажам, и двата театри, мислам,
Мене Па ми е затоа и се тендраво гледа, што да, сум и дел мене од- апсолутно, па и јас- се препознава тоа, имаме публика, немаме слободно место и ние така што Добро, се фокусиравме многу на кој сум јас, бидејќи е така многу филозофско прашањето. Не успеав да ве прашам, а времето полека ни истекува. Што друго работите, бидејќи актери снимаат и филмови, можеби Јас би серии, додала представи, Наташа Поплавска, мюзиклите и како слабост, нешто друго што се работи? Јас само би додала за представата кој се тимот, значи покрај, како што кажавме, Чешларов, нели Марија Сарап, која е драматург на представата, тука би го спомнала и Ирина Лозинска, која е кореограф, потоа Оливер Јосифовски, кој ќе биде композитор на музиката на представата, видео ќе работи Емил Петров и фотографија, потоа нашите вработени сценограф Војдан Запров и колешките Жаклина Стевковска, Жаклина Петровска, нашите, да, од комедија, од театар комедија, кои што се нели постојано на нашиот репертоар. Потоа Илија Илковски, Едмон Сотир, нашите колеги Ева Скендеровска, тоа се од нашиот театар, така и Благица, Ако некој Иле го заборави, кажав. нема да се налути, ќе дојде пак после Александар премиерата. Велјанов. Да, и Александар, да. Така што имаме едно 11 луѓе тим од актери. Добро, нешто друго да се спомна на За крај, што се работа, работи по моментов. битно како ова? Па, немам искрено да додадам, ова ми е сега фокусот ми е тука, играм доста представи, па некои до 15 представи стигам во месецот во двата театри. Така Филмови и што така. филмови со Малку филмовите снимаме. малку сме Добро. некако се деси еден после короната некако малку паднаа работите, може ќе се подобри и таму ситуацијата. Не е како што беше, ќе видим. Добро. А на крај едно така прашање лично повеќе за вас, како Благо и Благица и Наташа, кој сум јас? Јас Како сум, човек некако јас сум Наташа Поплавска, режисер и пливач и балерина, мајка на Повеќе од дете 3 маски, 20 значи. години. Не се маски, тоа се све, тоа е Повеќе све луѓе. јас. Тоа е еден. Ние на факултет постојано повторувавме, тоа сум јас, тоа е мојот глас и сакам да бидам актер. Јас сум настрана од ова што го кажав, што сакам да бидам човек кој што сакам мир. Така некако таму се гледам, таму се пронаоѓам сега во оваа доба од моето живење. Јас сум човек што сака мир. Ово од името е или така ни се пренесе може мирот? би, не знам. Не знам, јас сум во период од животот каде што ми прија тој мир. Фамилиарниот живот ми е многу битен. Покрај работата, покрај трчањето натака навака, најубаво ми е кога ќе си дојам дома, домашните, обврските и тука ми е мојот мир и убавината, така да тоа. Благица, Наташа, Благо и ви благодарам многу за учеството во денешното издание, се кажа. Ти Добро, благодариме. на поканата. Јас сум почитувани Горан Петрески, денеска вашиот водител во ова издание, да си кажеме, на Телма. Имајте убав ден и останете на оваа фреквенција.